Ново издание на вестите на каналот Сум. Добар ден. Има ли селективност во доставувањето на сметките за комунални услуги, односно за изнесување ѓубре и за јавно осветлување? Е дилемата што неодамна беше пласирана во јавноста. Прашањето беше поставено и до одговорните во општината, со барање таквата можност да се преиспита. Во јавноста се уште е актуелно прашањето за можната селективност кон граѓаните при испорачувањето на сметките за комунални услуги и за електрична енергија, со што едни се ослободени од плаќањето ѓубрари на јавно осветлување, а другите не. Ова беше иницирано од граѓани кои оцениле дека неправедно се оптоварени со давачки за кои нивните блиски соседи или сограѓани се ослободени од обврската за плаќање. Дел од нив се сопственици на викенд куќи на Пониква, а други пак живеат во некои од планинските села, кои според одлука на Советот треба да бидат ослободени од давачката. За таквата состојба ретко кој сака јавно да зборува, па низ формата советнички прашања проблемот беше упатен и до одговорните во општина Кочани. Знам дека од 10 до 15 луѓе се само задолжени, на другите не се праќаат сметки, не се задолжуваат да си го плаќаат тој надоместок. Јавното комунално предпријатие има поставено 2 контейнера горе кај одмаралиштето и кај шумската во куќа, и во кои граѓаните по 1 километар мора да го носат ѓубрето за да биде изфрлено ова. Исто така има и голема поплака од граѓаните за исто селективно од ЕВА на Македонија селективно се носат сметки во сметките за струја кај одредени граѓани. Во руралниот дел имаме задолжување со улично осветлување, а кај поголем дел во граѓаните исто немаме задолжување. Значи една селективност која треба да се преиспитава. Градоначалникот Димитровски, како најповикан за прашањето од комуналната сфера, оцени дека не би требало да постои селективност кон граѓаните во однос на плаќањето на надоместоците што се определени низ законска процедура. Доколку сепак таа се појавила, повикан на соодветна одговорност од надлежните. Ако има такви, повелете колега, пријавете ги, пријавете ги, ние ќе преземеме мерки зашто некој комуналното предпријатие водовод селективно се однесува и ќе потражиме и одговорност од тие. Истото важи и за ЕВН. Значи ЕВН не смее да одобри ниту еден кој што не е во исклучиво руралните средини, тие се наведени кај нас во општината, тие се некои 70-80 кои што се ослободени од комуналната такса кај ЕВН. Уште пред 2 години одделни домакинства во планинските села кои имаат електрични броила, а немаат ниту една светилка на околните бандери, се жалеа дека се обврзани да плаќаат на доместок за јавно осветлување. Овие населени места да се исклучат од улично осветлување. Те мене јас за доживеа више 4000 имам више улично осветлување. А немам нити сијалица, нити не постоја улично. Надоместокот за јавно осветлување е искажан во месечните сметки за струја и влегува во крајната сума што ЕВН ќе ја наплати од потрошувачите, а потоа треба да ја префрли на наменската сметка на општината. Единствен начин да не се плати за улично осветлување е да се одјави електричното броило во ЕВН. Јавното предпријатие Македонски железници ги поправи рампите на премините преку пругата во Кочани. Се очекува наскоро да се ангажираат и потребните работници, пошто рампите целосно ќе бидат ставени во функција. Металните рампи на железничките премини во Кочани конечно се поправени. По неколку годишна нивна агонија и некористење, јавното предпријатие Македонски железници и инфраструктура ја направи потребната реконструкција на оштетените делови. Заменети се синџирите за затегнување, како и искинатите сајли што служат за подигање и спуштање. На преминот кај ветеринарната станица, каде опремата беше целосно уништена и онеспособена, поставени се комплетно нови рампи со придружната сигнализација. Со тоа создадени се неопходните технички услови рампите повторно да можат да се користат, зашто наскоро ќе бидат ангажирани и потребните работници кои ќе се грижат за функционирањето и исправноста на опремата. До тогаш рампите се уште нема да се користат, а при влегувањето во градот и на железничката станица во Кочани, патничкиот воз ја применува старата практика за подзастанување и пропуштање на автомобилите и другите возила што се движат по улиците што се крстосуваат со железничката пруга. Оспособувањето на рампите во градот треба да ја подигне безбедноста во сообраќајот, но истото прашање останува отворено за железничкиот премин во близина на новиот погон на компанијата Антура.
Овде има отворен премин преку кој се секојдневно поминуваат неколку стотици возила и освен поставените сообраќајни знаци, нема никаква друга заштита. Со оглед што фреквенцијата на сообраќајот е голема, а патниот правец е директна врска за жителите на Горни и Долни Подлог и Мојанци, како и за неколкуте стопански капацитети во близина на населените места, неопходно е во иднина и на овој премин да се размислува за поставување рампа или пак за дополнителна светлосна и звучна сигнализација. Грипот зеде замав. Во Виница регистрирани 73 случаи од почетокот на годината. Реалниот број на заболени е поголем, но за среќа нема пациенти кај кои се јавиле посериозни компликации. Заклучно со изминатиот викенд, односно на почетокот од 9-та недела од годината, вкупната бројка на заболени од грип во општина Виница е 73, но тоа се пријави што пристигнали и се заведени како инфлуенца, иако реалниот број на заболени би можел да биде и поголем, информираат од здравствениот дом во Виница. Сакам тука да истакнам дека во тој период, кога е законската обврска за пријавување на заболени од грип, дека инфекциите на горните респираторни патишта и инфекции на долни респираторни патишта по системот на алерт е доста зголемен, така да таа бројка која што ја истакнавме од 73, значи тука можеме да сврстиме уште некои кои што нели може да кажеме дека се работи за грип. За среќа за сега нема регистрирано случаи со фатални последици предизвикани од грипот или пак потешки компликации кај лица кои евентуално би биле препратени на инфективните одделенија во клиниките. Од мострите кои што ги имаме земено, односно од брисевите кои што се пратени во Институтот за јавно здравје, значи овие болни кои што се во нашата општина, значи се од типот на Б вирусот, кој што беше застапен во вакцинацијата, значи во како заштита го имаше во самата вакцина која што нели претходната година за оваа сезона 2014-2015 година ја примија голем број од луѓето кои што беа заинтересирани. Споредено со бројот на заболени во 8-та недела од минатата сезона, годинава се бележи намалување за 16,3%, а во однос на просечниот број на заболени за истата недела во изминатиот 10 годишен период, регистрирано е зголемување кој изнесува 74,4%. Споредено со истиот период минатата година постои намалување на вкупниот број пријавени случаи за 36,1%, а во однос на просекот за 10 годишниот период се регистрира зголемување за 1,4%. Институтот за јавно здравје смета дека бројот на пријавени случаи на грип или заболувања слични на грип го задржал трендот на порасти во изминатата недела, но се очекува активноста на вирусот да се одржува на високо ниво уште 2 до 3 недели пред да почне да опаѓа бројот на заболени. Телесните инвалиди од Виница наскоро ќе добијат свој клуб за дружење и рекреација. Започна преадаптацијата на просториите, каде од сега свое катче ќе можат да најдат 92 инвалидизирани лица од оваа општина. Поранешните простории на едукативниот центар Вавилон во зградата на спомен домот во Виница наскоро ќе станат главното место за дружење и рекреација на 92 телесни инвалиди од општина Виница. Во тек е реконструкција на 2 поголеми простории и санитарни јазли, како и нивна адаптација за потребите на лицата со телесен инвалидитет. Влезната пристапна рампа е завршена, во тек е внатрешното уредување, а проектот, чиј координатор е советникот Борислав Евтимов, се реализира со средства од откупниот центар за тутун на Алијанса 1. Ова е прва просторија која лицата со телесен инвалидитет ќе добијат за нивно дружење, односно понатамошно спроведување на нивни активности, односно напредување на нивната положба, нивни дебати, разни дружби, подготовка за спортски надпревари. Исто така тие ќе добијат дополнително некои реквизити за спортски настани. Инаку предвидено е по проектот, кој е донација од Алијанс 1, а се спроведува преку Општинската организација на Црвен крст Виница и да се попреми просториите да бидат пристапни за лицата со колички. Како што може да забележите, веќе работите се во тек и се планира до крајот на месецот да биде подготвено и негде во средината на март
најкасно да биде пуштен. За членовите на огранокот мобилност, клубот ќе биде шанса за активирање на пасивното членство. Но општината треба уште да работи на подобрувањето на инфраструктурата со соодветно обележување на паркинг места, спуштање на тротоарите и изградба на пристапни рампи. Имаше проблеми со условите, временските услови, не можеше да се отпочне баш на време. И иако проектот беше планиран да се спроведе скоро 4 месеци, ние успеавме за 3 до 3,5 месеци да ги склопиме сите активности. Реализацијата на овој проект чини околу 4500 евра, а дел од средствата ги покрива и организацијата на Црвен крст, како и општина Виница. Согласно Законот за детска заштита, во тек е обновата на документите за користење на правото за посебен детски и родителски додаток. За да нема застој во исплатата, од Центарот за социјална работа апелираат за навремена обнова, која ќе трае до 31 март. Најдоцна до крајот на март, корисниците на посебен детски и родителски додаток за трето и четврто дете треба да поднесат барања за продолжување на овие права од детска заштита. Во Центарот за социјални работи корисниците треба да подигнат формулари и истите да ги пополнат. Обновата на документите трае до 31 март и досега документите ги обновиле околу 70% од вкупниот број регистрирани корисници во Кочани. Апелираме до сите корисници на детски додаток и другите права да што поскоро да поднесат барање за продолжување на правото, за да може да бидат исплатени средствата на време. А во спротивно? Во спротивно правото ќе се ускрати. Нема продолжување на Нема. На 31.3 нема да има продолжување на правото. Искуството на социјалните работници говори дека од изминатите години мал број луѓе остануваат кои не го запасуваат рокот да ги поднесат своите документи за продолжување на правото за посебен или детски додаток, а од пред неколку години и за додатокот за трето и четврто дете. Согласно Законот за детска заштита, навремената обнова на документите значи континуирана исплата на паричните средства кои ги доделува државата по оваа основа. За детски додаток на увид треба да се достави лична карта и потврда за приходи од работен однос или друг вид на приходи. За посебен додаток на увид треба да се достави само лична карта, а за родителски додаток, освен лична карта, потребна е фотокопија на детска здравствена книжка од 3 до 13 страна, чек од последна исплата и фотокопија од трансакцијска сметка, информираат од Центарот. Учениците од трите општини од Кочанскиот регион ќе учествуваат на традиционалниот квиз за познавање на сообраќајните правила, што го организираат Министерството за внатрешни работи и мисијата на ОПСЕ во Македонија. Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи од Штип, а во соработка со мисијата на ОПСЕ во Република Македонија и локалната самоуправа на општина Кочани, в среда 4 март го организира училишниот квиз под наслов "Колку го познаваш сообраќајот". На квизот, што традиционално се одржува еднаш годишно, ќе земат учество ученици од 6, 7 и 8 одделение од сите основни училишта од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Целта на овој училишен надпревар е да се зголеми степенот на знаење од областа на сообраќајот, а со тоа и нивото на сообраќајната култура кај младата популација. Квизот "Колку го познаваш сообраќајот" ќе започне во 12 часот, а ќе се одржи во салата на Мултикултурниот центар во Кочани. Младинската организација Авангарда од Средното општинско училиште Гошо Викентиев доби своја химна. Ќе биде промовирана в среда во Мултикултурниот центар во Кочани. За химната учениците снимија испод. Напорната работа на учениците членови на младинската организација Авангарда во Средното општинско училиште Гошо Викентиев во изминатиот период се исплати. Создадоа своја химна по која ќе бидат препознатливи, а снимија испод за истата. Вокали на песната се Нина Николова и Даниел Стојменов, а во снимањето на спотот учествуваат околу 40 на ученици. Бидејќи снимавме со технологијата One Shot, навистина беше напорно и комплицирано, но бидејќи сите бевме добро организирани, се помина во најдобар ред. Ве покануваме на 4.3 среда, тоа е сутре, на промоцијата на спотот и песната за Авангарда. На промоцијата, освен химната, ќе бидат промовирани и дел од останатите активности кои младинската организација Авангарда ги имаше во изминатиот период.
Учениците од основното училиште Малина Попиванова собираа пластичен отпад како дел од акцијата што е во соработка со компанијата Екопак Хит, која што на најуспешните им додели фудбалски топки и други производи. Целта на акцијата е зачувување на животната средина. Работилници во соработка со компанијата Екопак Хит организираа учениците од прво до пето оделение во основното училиште Малина Попиванова како дел од акцијата за собирање на пластичен отпад, чија цел е развивање на свеста кај учениците за почиста животна средина и зачувување на околината. Екопак Хит на најдобрите и најуспешните во акцијата им додели топки како и производи од винчини. По спроведената работилница се организираше акција за собирање на пластичен отпад. Учениците активно собираа првенствено пластични шишиња, беа поделени вреки со означени оделенија. Скоро сите во еднаков број собраа пластични шишиња, односно ангажманот беше скоро ист, но сепак мораше да одбереме оделение кој има највеќе соберено, тоа е 4-то 2 оделение, кој доби топка фудбалска од страна на Екопак Хит и уште неколку топки беа поделени на другите оделенија, односно Екопак Хит ги почести учениците за нивните активности со производи на винчини. Соработката на училиштето со Екопак Хит продолжува и понатаму, кога компанијата ќе донира материјали што ќе им бидат од голема корист на сите ученици. Во делот на екологијата пак, училиштето и понатаму продолжува со своите активности. Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени и деловен простор од значење за Републиката започна со проектот Отворен ден со граѓаните. Средбите со жителите на Виница се закажани за 4 март, среда, со почеток од 12 до 16 часот во просториите на локалната самоуправа. Се покануваат граѓаните да присуствуваат на средбите и да се информираат за сите прашања кои што ги имаат по однос откуп на општествени станови согласно закон за именување и дополнување на законот за домување, откуп на становите по проектот ФП 1340 и за сите проблеми кои што ги мачат граѓаните, а се поврзани со работењето на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен простор и со деловен простор од значење на Републиката. Средбите со граѓаните ќе ги одржи генералниот директор на акционерското друштво Цветко Грозданов. И за крај спортската информација. Осогово го оспори преминувањето на тројцата своји фудбалери во слога 1934. Останува случајот да добие разврска со стрикно почитување на процедурите или со евентуален джентлменски договор меѓу екипите. Осогово и слога 1934 не можат или не сакаат да се договорат за статусот на тројцата фудбалери кои од Кочанскиот преминаа во редовите на Виничкиот третолигаш. Станува збор за браќата Лупчо и Андре Коцевски, како и Трајче Ѓоргиев. Она што е сигурно е дека нивното заминување го кочи и Осогово, кој испрати приговор до Општинскиот фудбалски сојуз Кочани, односно Комисијата за регистрации, повикувајќи се на банкарски документи, според кои не биле префрлени пари на нивната сметка. Причината најверојатно е комична, средствата биле уплатени на блокираната клубска сметка. Сега, во така наречениот комет систем, овие тројци играчи формално правно остануваат играчи на Осогово, иако пред заминувањето за Апатин во дресот на слога, тренерот Васевски изјави дека нема ништо спорно околу трансферот на оваа тројка. Ангажиравме повеќе играчи, тоа се Љубе Коцевски, Андреј Коцевски и Трајче Ѓоргиев од Осогово, потоа Давор Ѓоргиев, Војче Илиев од Зрновка, повратникот Филип Велковски и Стефанов Мартин. Значи тоа се 7 појачувања кои во оваа полусезона се надеваме и со другите играчи кои што сите ни останаа во клубот. Значи се надеваме на еден опстанок, бидејќи оваа година, како што самите знаете, дека ќе се бориме за тој опстанок во лигата. Завршени ли сите формалности околу трансферот на играчите од Осогово? Да. И покрај сите полемики што ги имаат во ФК Осогово, не знам кои се тие полемики, значи ние го имаме завршено се тоа, тие веќе имат поминато
во комет системот веќе се играчи на слога може да отворат слободно да видат дека се играчи на слога. До скорешна конечна разврска остануваат во игра малку опции, а едно од можните сценарија е дека и двата клуба би можеле во ваква ситуација да не бидат во состојба да сметаат на нивните услуги. Освен доколку компликуваната ситуација не се реши во полза на виничкиот третолигаш, зашто пак е потребна добра волја кај Кочанскиот. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на kanal8.mk. Довидување.